Ова е важен процес не само за владата, туку и за целокупното граѓанско општество. Се разбира, знаеме дека вашиот одзив е резултат и на неколку месечниот партиципативен и инклузивен процес на изготвување на оваа предлог стратегија. Значи, процесот го почнавме пред 6 месеци, сега дојдовме до првата верзија, по која што ќе следува оваа серија на јавни дебати и очекуваме за 4 месеци на голема меѓународна конференција да го презентираме последниот завршниот текст на самата стратегија. Ќе му дадам збор веднаш на председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Зоран Заев, да се обрати со свој говор за овој, би рекол, прекрасен повод. Повелете. Почитувана министерке Рената Десковска-Триневска, почитуван Роберт Алагјозовски, председател на координативното тело за изготвување на Националната стратегија за развој на концептот на едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија, почитуван Алберт Муслију, прв извршен директор на Асоциацијата за демократски иницијативи, почитувани представници на владата, на граѓанските организации, почитувани учесници во подготовката на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија, почитувани гости, представници на медиумите. Евене, на скоро 6 месеци после настанот, отворен ден за консултација за изработка на Национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија, кој беше организиран во владата на Република Северна Македонија на уште една јавна расправа денеска. Овој пат тука сме за да го представиме првиот драфт од Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во нашата земја. Не знам дали непосредните организатори на настанот намерно го земале тоа во предвид, но оваа наша денешна јавна расправа за стратегијата ја правиме на светскиот ден на културната разноличност и на диалогот, што му дава една посебна силна символика на овој наш денешен собир. Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот е стратешки документ кој ги идентификува темелните одредници врз основа на кој ќе бидат инициирани активности за зајакнување на процесите на комуникација и соработка меѓу заедниците во насока на зајакнување на концептот на едно општество, еднакво општество, едно општество еднакво за сите. Дозволете ми, уште на стартот на моето обраќање, да им се заблагодарам на сите што зедоа активно учество во подготовката на овој многу значаен документ за нашата земја. Придонесот на секој од вас е еднаков на големината и значањето на овој документ. Документ кој ќе го гарантира идентитетот на нашето општество како заедница за сите и на сите, заедница на рамноправни граѓани. Ве повикувам да ја задржите својата посветеност и ентузијазам и во наредниот период. Овој документ, кој во периодот што предстои ќе се дополнува и осовршува со низа вакви настани јавни расправи, која ќе биде усвоен, ќе биде гаранција, која ќе ги идентификува столбовите на кои ќе се гради нашето општество еднакво за сите. Ќе биде документ со серија утврдени активности кои ќе ги поддржат насоките низ кои ќе оствариме нашата визија. Република Северна Македонија е изградена врз концептот едно општество за сите, со развиена интеркултурност која подразбира признавање на сите различности, гарантирање и обезбедување еднаквост, социјална правда, правичност, еднакви можности, вклученост и учество на граѓаните во одлучувањето и постигнувањето општествена кохезија. Изготвување и спроведување на стратегијата не ја имплементираме само заради тоа што тоа е дел од програмата на владата и на стратешките приоритети на владата за 2019 година. Националната стратегија за развој на концептот на едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија не е само исто така и заради препораките на меѓународните тела, на Обединетите нации, Советот на Европа, Европската комисија, како и Организацијата за безбедност и соработка во Европа. Стратегијата
е исцртување на една од главните карактеристики и вредности на Република Северна Македонија. Земја која во светот веќе се препознава по нашата определба да градиме и негуваме општество еднакво за сите. Да изградиме граѓанско општество, истовремено со почит кон социјалните, етничките, националните, верските и културните разлики, како посебност и суштина на нашето заедништво. Заедништво што се градеше со векови и кое представува обврска за нашата заедничка иднина. Затоа, со право се залагаме и велиме дека различностите на нашето општество ги сметаме за наша предност, за наше заедничко богатство, за наша видлива предност. Во суштината на овој документ треба да биде вграден токму духот на тоа заедништво, кој од стратегијата ќе направи жив инструмент за превенција од доминацијата на етноцентричната култура. Тоа не е моделот кон кој се стреми нашата земја. Моделот на Република Северна Македонија започнува со почитување на сите заедници. Тоа е модел кој повикува да градиме држава во која различните заедници ќе соработуваат, ќе се надополнуваат и меѓусебно ќе се збогатуваат. Нашата намера е да ги паметиме, а стратегијата да понуди утврдени насоки кои нема да дозволат да се вратат на сцена политиките на поделби и предизвикување конфликти кои луѓето ги поделија на наши и ваши. Нека останат само во сеќавањата за никогаш да не се повторат сите изблици на физичко, вербално или психолошко насилство кон различните, кон припадниците на етничките заедници, кон општествените малцински или маргинализирани групи, кон припадниците на ЛГБТ популацијата или кон нашите граѓани со различна верска определба. Кога го велам ова, секако не го губам од предвид фактот дека на нашата земја и предстои уште чекорење по патот на толеранцијата, додека не ја завршиме изградбата на општествена заедница во која различностите се прифатени и почитувани елементи на нашата земја, на едно демократско општество. Во меѓувреме, треба да направиме сите инциденти од омраза кон другиот да бидат изложени на јавност и осудени. Да застанеме на патот на оние кои сеат омраза и да не влегуваме во тој синџир на злото. Наместо тоа да се слушаме. Затоа што само така, ако се слушаме, ќе успееме и да се разбереме. Првиот чекор е прифаќањето на различностите. Граѓаните, заедниците и политичарите кои меѓусебно си ги почитуваат разликите, си ги прифатиле меѓусебно и ги оставиле настрана, за да се посветат на заедничките цели. Тие се носители на заедничкото едно општество за сите. Секој од нас, секој граѓанин и поединец на овој настан, првиот сограѓанин што ќе го сретнеме кога ќе излеземе од оваа зграда, секој човек што верува во европската идеја и европската шанса за Северна Македонија, треба да го направи првиот чекор за сите заедно да се чувствуваме како припадници на едно општество еднакво за сите. Фер и правично со еднакви и рамноправни граѓани. Почитувани, како и за повеќе други документи со стратешко значење за земјата и за нашите граѓани, така и Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија се подготвува со максимална инклузивност. Во партнерство со граѓанското општество, во процесот на креирање и спроведување политики, како и со директно и суштинско учество на граѓанските организации. Беа формирани работни групи, составени од представници на институциите и граѓанското општество, кои активно учествуваа во целокупниот процес на подготовка на стратегијата. Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот е проектирана на 3 години, по кој повторно ќе се преиспитат процесите и ќе се направи анализа за натамошните чекори. Затоа велам дека стратегијата е отворена, жив и динамичен документ кој постојано ќе го следи пулсот на развојот на нашиот исклучително значаен проект, концептот едно општество за сите. Документот се состои од 7 стратешки области, кои имаат анализа за состојбата, приоритети и цели, како и акционен план.
Овие секторски стратегии треба секој во својот дел да ги декларираат приоритетите и од нив произлезените цели треба да придонесат со активности кои на оваа стратегија треба да ја овозможат менување на општествената стварност преку иницирање на процеси за поинтегрирано општество. Стратегијата ја зема еднаквоста и недискриминацијата како еден од основните своји принципи. Овој пристап е во согласност со предусловите за реализација на интеркултурализмот според Советот на Европа, кои ги вклучуваат човековите права, демократијата и владење на правото, еднаквото достоинство и взаемна почит, родовата еднаквост, совладување на бариерите што го спречуваат меѓукултурниот диалог и земањето предвид на религиозната димензија. Недискриминацијата и ефективната ефикасност се еден од структурните принципи и предуслови за ефективен придонес на сите за општото добро предвидени и во насоките од Љубљана за интеграција на различните општества на ОПСЕ. Оваа стратегија го гледа интеркултурализмот како диалог, според која предизвикот на заедничкиот живот во разновидното општество може да се совлада единствено ако можеме да живееме заедно, достоинствено и како еднакви поединци. Интеркултурализмот е чекор повеќе од мултикултурализмот и повеќе се посветува на принципите, регулативите и политиките во едно мултикултурно општество што формално се признаваат и го афирмираат постоењето на различностите и посебните заедници, етаблираат и ги гарантираат нивните посебни права, еднаков статус и соодветна заштита. Централна цел на интеркултурализмот е да овозможи испреплетување, соработка и активна заедничка екзистенција. Интеркултурализмот е пристап чија задача е да развива кохезивни граѓански општества преку трансформација на еднодимензионални во повеќе димензионални идентитети и преку развој на заеднички вредносни системи и јавна култура. Предностите кои го карактеризираат овој пристап се интеракција и диалог, стремеж кон заедништво и силна социјална кохезија. Тоа е нашата цел. Тоа е нашиот пат. Докажавме дека имаме политичка и општествена волја за решавање на спорови. Можеме да докажеме дека умееме да бидеме модел и за успешно и функционално општество еднакво за сите. Модел за нашата заедничка иднина, кој започнува со почитување на сите заедници во која различните култури ќе се почитуваат, ќе се соработуваат, ќе се надополнуваат и меѓусебно ќе се збогатуваат. Благодарам и на сите ви посакувам успешна работа и соработка во финализирањето на Националната стратегија за развој на концептот едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија. Стратегијата се разграничува низ 7 области и правната рамка, аспектот на законската димензија ни беше многу битен и таа е значаен дел од стратегијата. Во таа смисла ја поканувам министерката за правда исто да ни се обрати. Почитувани присутни, навистина ми представува чест и задоволство да се обратам на денешната промоција на стратегијата за развој на концептот на едно општество и интеркултурализмот, која што представува показ за градење на заедништво, солидарност, сплотеност во нашето општество, како единствен, вистински правец на развој на нашата заедница, во која сите наши граѓани ќе се чувствуваат своји на своето, обединети и сигурни. Овој драфт на стратегијата ги содржи насоките за градење општество кое целосно ќе го стесни просторот на националниот шовинизам и лажните вредности и поделби кои тој ги промовира. Сите сме свесни дека нашата држава не е се уште имуна на овие поделби и нетрпеливости. За жал, тука се уште постојат одредени политики кои му припаѓаат на минатото, политики кои што се уште промовираат лажни поделби, кои долгорочно може да имаат сериозни последици врз нашето општество, политики целосно спротивни на духот и вредностите кои ние како влада ги промовираме.
Тие идеи на ксенофобија и етноцентризам, кои воедно потикнуваат различни облици на дискриминација и конфликт, се идеи кои не се закана само за овие простори, туку ги гледаме се повеќе и на европската политичка сцена. Затоа оваа стратегија добива уште поголемо значење, бидејќи бранот на национализмот промовиран од екстремната десница дава насоки за на некој начин исклучување на заедниците, исклучување на различностите. Оваа стратегија, спротивно на нив, дава насоки за градење на иднина на нашата мултикултурна заедница преку идејата на интеркултурализам, која во различностите не гледа опасност, туку богатство. Владата на Република Северна Македонија уште од самиот почеток е втемелена на постулатот едно општество за сите. И на тој постулат се градат сите политики во изминатиот период. На тој постулат го избравме и председателот на Републиката на последниве избори, што покажува дека граѓаните на нашата држава се свесни за вистинските вредности, како што се соживот, меѓусебна толеранција, потреба од интеркултурен диалог и заеднички се определија за европската иднина на Северна Македонија, иднина во Европската Унија како наднационална заедница со околу 500 милиони жители, која итекако почива и може да обстане единствено преку интеркултурен диалог. И затоа во пресред на предстојните избори во Европската Унија, добивањето на датум за преговори е особено значајно за нас заради реализација на нашите зацртани стратешки цели. Отварањето преговори за членство во Европската Унија ќе значи и отварање на поглавието правосудство и основни човекови права, во чиј составен дел се и прашањата на почитување на културната, верската и јазичната разноликост, како и мерките против расизам, ксенофобија, дискриминација. Оваа стратегија или нејзиниот драфт кој што денеска го промовираме, ќе даде дополнителен прилог побрзо да го поминеме овој дел на преговорите, кој треба да резултира со усогласување на законодавната и институционалната рамка на основните човекови права, која што треба да ги содржи гаранциите на еднаквост, како што е забрана на дискриминација, понатаму почитување на културната, верската и јазичната разноликост, слободата на здружување, изразување, вероисповед, правото на користење на мајчиниот јазик, право на учество во вршење на јавни функции за сите и така натаму. Во овој дел нашата законска рамка во многу аспекти е усогласена со правото на Европската Унија, во некој дури е над европската рамка, но некаде треба и подобрувања. Но она што е уште позначајно, а тоа е преку оваа стратегија, да изградиме систем во кој што институциите ќе бидат капацитетни да ги спроведуваат законските обврски во сферата на градењето на интеркултурна комуникација. Културата на диалог помеѓу различностите најмногу се гради преку образовниот процес, но и преку медиумите, невладиниот сектор и преку политичките партии. И затоа не случајно најголем дел од стратегијата всушност е посветен на образованието. Воспитувањето и образованието често пати свесно, но и несвесно го величаат национализмот, ги слават оние кои насилно ги решавале конфликтите, заговарале војна, а во соседите гледале непријатели, а тоа значи задојување на младите со национализам. Но мораме да потенцираме дека ваквата ориентација во образованието и воспитувањето е често пати последица на владеачки вредностни ориентации во општеството. Во рамките на Министерството за правда превземавме мерки со кои што треба да се сузбијат сите форми на говор на омраза, но и дела кои што се мотивирани од омраза. Последните измени кои што беа направени со поддршка на ОПСЕ, всушност внесоа кривични дела кои што значат дела сторени од омраза, но тоа треба да биде исто така придружено со градење на капацитети на институциите, но и на поединците да ги препознаат, а потоа институциите евентуално да ги казнат овие дела доколку настанат. Во рамките на градењето на интеркултурна компетентност, е всушност и градењето на интеркултурна толеранција, треба да водиме сметка дека практично иднината во секоја заедница
е она што значи за гарантираност на оние кои што владеат со успешна интеркултурна комуникација. И затоа, практично, говорот на омраза е говор на омраза кој што најмногу го слушаме преку медиумите. Улогата на медиумите во градењето на интеркултурна комуникација е особено важна и тука има потреба од дополнителни законски измени кои што треба да ја постават таа рамка. Само со промовирање на интеркултурна комуникација може да дојде до интеграција, која што секогаш трага по патишта за градење заедничка иднина во плуралните општества. Во крајна линија сите сме свесни дека припадноста не е статичен поим, а интеграцијата бара клима на интеркултурна отвореност. Токму тоа е и целта на овој документ, кој што е сублимат на политиките на владата во градењето на едно општество за сите, но и патоказ за системски пристап во тие политики, кои што треба да резултираат во интеграција во рамките на нашето општество. Се надевам дека сите предлози кои што ќе дојдат за подобрување на оваа стратегија, ќе значат предлози и за подобрување на политиките на владата, која што многу храбро влезе во градењето на интеркултурна комуникација и толеранција меѓу сите во Република Северна Македонија. Ви благодарам. Прво, сакам да му се заблагодарам на организаторот, и на сите учесници во овој процес, што ми овозможи да се обратам на тема на која ние, бар од граѓанското општество, работиме со децении. За да се разбере потребата за оваа тема, требаше да почнам од негде и мислам дека најубавиот почеток е од визијата на целиот документ, а визијата е едно општество за сите со развиена интеркултурност, тоест признавање на сите различности, гарантирање и обезбедување еднаквост и еднакви можности, вклученост и учество на граѓаните во одлучувањето и постигнувањето општествена кохезија. Мислам дека секој збор во оваа визија има свое значење и своји активности. Да се разбере потребата за интеркултурна комуникација, интеркултурно општество, можеме да земеме многу примери во разни делови во светот, но ја ќе го земам примерот на општеството од кое независна Република Северна Македонија и произлезе. Во 90-тите години Македонија излезе од заедничката федерација во која политичките елити веќе препознаената мултиетничност преку федеративното организирање, иако и таа имаше своји мани, не смогнаа сили, ниту пак има интерес, визија и храброст да ја преточат во интеркултурност. И ја ориентираа во национализам, ја ориентираа во компетиција на заедниците и вклучително од тоа произлегува конфликти и војни. Во почетокот на независноста Македонија се соочи како држава и општество се соочи со предизвици бар на три главни столба. Тоа беше градење на плурално демократско општество, градење на либерална и отворена економија и градење на мултиетничко општество. Сите овие фази на општествениот развој во Македонија ги имаа своите аномалии, но сите ги носеа и менталните последици, начинот на размислување од минатиот систем, и ние влегувавме во утврдување на правната рамка на сите овие промени, но во целиот тој процес етнонационализмот и сите девијантни појави го успоруваат целиот процес. И можеби во ранните 90-ти години разбирливо Македонија поминуваше низ еден малце зајакнат етноцентризам као нова независна држава, можеби тоа беше разбирливо и за целото општество, но политичките партии цел тој систем го превзедоа и го усмерија во погрешен правец, и наместо да се ориентираат кон градење на јаки институции во кои тие демократски принципи на владење на право ќе можеа да се зајакнат, тие го искористија тоа за зајакнување на позициите на тие интересни групи, на политички партии, а при целиот тој процес, тој етнонационализмот го користија како покрив или како замаглување на општествената свест за реализирање на своите потреби. Ова важи и во градењето на либералната економија, каде пак етноцентризмот и тој наратив го користија за персонални избогатувања. И ќе дојдеме во третата, тоа е градењето на мултиетничкото општество. Ние знаеме низ какви фази као општество сме поминале во 90-тите години, тие кулминираа со еден за балкански размери секако лимитиран конфликт, но документот произлезен од тоа, Охридскиот рамковен договор,
постави правна основа или политичка основа, да кажам, од кој уставноправниот поредок црпеше правна рамка за дефинирање и етаблирање на тоа мултиетничко општество. И баш поради тоа ја поздравувам оваа иницијатива за креирање стратегија за едно општество за сите и интеркултурализам, затоа баш оваа фаза е таа која на многу општества кои девиирале и отишле во непожелни правци ни фалеше. Значи, ние веќе имаме препознаена мултиетничност, како во општеството, така и во уставноправниот поредок, но таа треба дополнително да се развие, да се унапреди, за да постигнеме интеркултурна комуникација и интеркултурно општество кое ќе обезбеди реална, ефективна и продуктивна кохезија за сите. Како овие три сектори биле прожнеани еден со друг, можам да укажам само на неколку девијации кои се појавија, па дури од тој документ кој ја обезбеди мултиетничноста. Вие знаете дека три столба во Охридскиот рамковен договор беа правишната застапеност, децентрализацијата и овие постулати или овие темелни вредности на тој документ беа пак превземени од политичките партии и можем да кажам само за концептот на правишна застапеност. Наместо тој да биде коезивен материјал, коезивна рамка на тој Охридски договор, тој донесе уште до поголеми поделби, затоа што политичките партии го партизираа целиот тој процес, го ставија во своја функција и во свој интерес, а не беше во интерес на кохезија на општеството. А правишната застапеност имаше бар на почетоците примарна цел да обезбеди кохезија и да обезбеди однос на граѓаните кон институциите. Наместо тоа беше искористена као алатка од политичките партии за зајакнување на своите позиции и своите интереси. Ние треба општеството да го разбереме као еден функционален систем, во кој систем, ако дел од тој систем не е вклучен, тоа општество не може да функционира хармонично и не може да напредува. Така да се надевам дека оваа стратегија ќе обезбеди да сите делови од наше ова општество, кое е различно и по етничка припадност, и по верска, и по родова, и по милион други различни идентитети кои ние као граѓани ги користиме. Ако ова општество им обезбеди на сите тие граѓани учество, како во креирањето на политиките, така и во нивното имплементирање, ако обезбеди чувство на граѓаните дека се еднакви како сите пред институциите и институциите еднакво се однесуваат кон нив, ако се имплементира мериторниот систем, знаете, правишната застапеност не подразбира исклучивост на мериторниот систем, затоа што нема генетика во овој свет во кој една етничка заедница нема квалитетни кадри. Во сите заедници има квалитетни кадри, но тоа превземање на политичките партии на тој модел на правишна застапеност во свој интерес ги игнорира и ги исклучува или намерно, па дури и од страна на граѓаните се исклучува себе си, не сакајќи да учествуваат во систем во кој главна предиспозиција или главна карактеристика треба да биде припадноста или она лиџенси што се вика кон политичката партија, туку и младите, тука и постарите сакаат да видат мериторен систем во кој вашата работа, вашиот труд ќе биде тој кој се квалификува или кој се смета за предуслов за вашиот понатамошен напредок, а не само етничката или партиската припадност. Ова би сакал да го затворам баш со таа констатација. Интеркултурната комуникација и интеркултурализмот подразбираат не само законски норми од оваа сфера, тие подразбираат и владење на право, тие подразбираат и добро владење, тие подразбираат и вклученост, за да тој мериторен систем кој ќе биде најдобра гаранција за вклучување на сите спектри на општеството и тоа збогатено и со нови активности кои верувам дека ќе произлезат и од стратегијата и од активностите кои ќе се подразберат таму, ќе го подигна тоа чувство или ќе смена таа ментална матрица која ние тука имаме, за да можеме дефинитивно да се одлепиме од старите норми и морални вредности и да се вклучиме во едно општество во кој сите ќе знаеме дека апсолутната вклученост значи апсолутна ефикасност и можност за напредок. Ви благодарам.
Со нас е и професор доктор Петар Атанасов, заменик министра за образование, кој што е заменик председател на АДХОК, она што ние го викаме политичко тело за изработка на стратегијата и воедно и координатор во делот на образованието. Така што сите ваши, исто така, тука се и координаторите по кластерите, така што сите забелешки прашања, доколку осетиме дека може и некој друг да ги одговори, ќе имаме слободна дискусија. Би сакал само најнапред да ве замолам, кој од вас имаат учествувано досега во процесот, нека кренат рака за да знам кои се пропорциите на значи за да не повторуваме премногу општи работи. Значи, првата дилема која што ја расчистуваме е дека ова е национална стратегија за развој на концептот за едно општество. Во таа смисла, токму оваа синтагма развој на концептот значи дека ова е на некој начин би ја нарекле ние една нулта стратегија, почетна стратегија. Бевме соочени со дилемата дали прво да правиме обсежни анализи кои што ќе ни одзема 2-3 години или треба да действуваме веднаш. Политичкиот момент и актите на монокултура и етнонационализам и исклучивост се уште толку силни, што за нас немаше дилема дека треба да действуваме час поскоро. Од тие причини, нели, целиот овој процес, цела оваа стратегија е во еден процес на усоваршување цело време, ги почнуваме процесите, а очекуваме дека по 3 години кога оваа стратегија ќе заврши, ќе имаме и друга со која што ќе ја надоврземе нашата акција. Основата на стратегијата е секако програмата на владата, стратешките приоритети за 2019 година, секако и уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, а во член 9 од уставот е содржано правото на недискриминација и на еднаквост. Сите граѓани се еднакви во слободите и во правата, независно од полот, расата, бојата на кожата, од националното и социјалното потекло, од политичкото и верско уверување, од имотната и општествената положба. Секако ги земаме предвид и препораките на Обединетите нации, на Советот на Европа, Европската комисија, Организацијата за безбедност и соработка во Европа, кои што направија многу извештаи, многу препораки, каде што фактички она што ние го чувствуваме во општеството е утврдено, дадена е диагнозата и се даваат препораки како понатаму да се действува. Така што Советодавниот комитет на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот од Европа итно препорачува, значи државата да ги преземе сите неопходни мерки за градење на интегрирано општество. Како што реков, таа првпат се донесува и е проектирана на 3 години. Во таа смисла и самиот премиер во својот говор го потенцираше токму ова. Значи, ова е транссекторска, ова е трансферзална стратегија на ниво на влада, која што треба да ги зафати различните области. Ние идентификувавме 6, би ги нарекол, сектори, 6 подрачја, 6 области кои што и одредени министерства покриваат, разни агенции и управи и секако тука е оваа седма област која што е социјалната кохезија, општествената интеграција, на некој начин она што е многу често она невидливо или сплотувачко ткиво. Потребата секако е во проценката и оценката за нашата земја дека државата функционира преку поделени и одвоени општества. Значи, тоа е страшно. Општествата се поделени и одвоени и тоа примарна оска е етничката припадност и тоа го утврди прегледот за спроведување на Охридскиот рамковен договор, еден обемен документ подготвен во 2015
година и секако втората оска на поделба е нееднаквоста и дискриминацијата, односно немањето на граѓаните пристап, вклученост, еднакви права и можности. Визијата, и реферираше и Алберт на неа, едно општество за сите, значи очекуваме дека после ова или после 2 или после 3 стратегии, после 10 години, ние ќе имаме држава која што е изградена врз овој концепт и која што ќе има развиена интеркултуралност. И едно општество за сите подразбира признавање на сите различности, гарантирање и обезбедување на еднаквоста, правичноста, еднаквите можности. Сега ќе ги дадам клучните приоритети и мерки сублимирани во сите 7 области, а се разбира драфтот на стратегијата кој што буквално пред 2-3 дена беше излекториран и преведен на албански, ќе ви биде доставен на нашите мејл адреси, на вашите мејл адреси. Значи документот е работен, во таа смисла не го третирајте како нешто што е завршно, туку како можност за надополнување и надоградување и пак велам во таа смисла тој е работен документ. Ќе го добиете на мејл, меѓутоа вашите предлози секако ќе може да ги кажувате и на тој имејл. Значи, во правната рамка ни требаат ревитализирани, зајакнати, функционални, вмрежени и активни институции со добра координација меѓу себе. Правната рамка си зацрта да ги лоцира сите можности кои што веќе постојат во законите, во меѓународните конвенции и институциите кои што постојат за ревитализација. Реафирмирање на уставниот принцип на правичната застапеност на сите заедници во правосудните органи, формирање на комисии за односи меѓу заедниците и на локално ниво, обезбедување на функционалност на комитети за односи меѓу заедниците во собранието и секако истражување на задоволството на граѓаните. Исто така, ефикасен и функционален систем за доследно спроведување на правната регулатива, со тоа што и ќе се хармонизира домашната регулатива со меѓународните документи и секако ќе се прави екс анте и екс пост евалуација за да можеме да ги подобруваме законските решенија. Секако дека ни е потребно итно донесување на нова национална стратегија за еднаквост и недискриминација за наредниот период и доследна примена на Бадинтеровиот принцип на национално, меѓутоа и на локално ниво. Во образование, интеракција меѓу учениците од сите различности етнички заедници и различни наставни јазици во основното и средното образование и секако во однос на заедничките во наставни активности заедно во рамките на училиштата. Заедничка настава по оние предмети кои што би ги нарекле условно општи, физичко и здравствено образование, странски јазик, музичко, ликовно и информатика во повеќе јазичните училишта. Меѓусебна соработка помеѓу различните училишта, детски центри кои што ќе имаат специјална програма за интегрирано интеркултурно и инклузивно образование и секако зајакнување на капацитетите на Министерството за образование и наука со формирање на посебен сектор. Битно ни е наставниците од различните наставни јазици да имаат зголемени компетенции со работка, ќе има разни активности преку кои што ќе се обезбеди поголема вклученост на родителите, секако и односот ученици, професори, родители, наставници, родители и планираме подобро запознавање на другиот и поголема почит кон другиот, а тоа ќе го направиме со две комплементарни мерки. Едното е подобро ниво на познавање на учениците што учат на немакедонски јазик и обратно со тоа што оние припадници од
кои што учат на македонски наставен јазик, како изборен предмет ќе го имаат јазикот на други етнички заедници и за двете мерки би почнале веќе од 4-то оделение. Секако ќе направиме ревизија на учебниците од аспект на прифаќање на сличностите, од аспект на почитување на различностите, а се со цел да ја намалиме стереотипизацијата, предрасудите и со тоа да ја зајакнеме самата интеркултурност. Значи, ќе протрчам со цел да биде што пократка презентацијата, а потоа да може и да дебатираме. Локалната самоуправа, ни требаат ефективни платформи за соработка и разбирање меѓу заедниците, со остварување на начелото еднакви можности за сите. Ни треба измена на законската регулатива, на подзаконските акти за попрецизно уредување, на функционирање на консултативните тела на ЕЛС, тоа се однесува на избор на нивните членови, финансирање на надлежностите, размената на искуствата меѓу општините во однос на Комитетот за односи меѓу заедниците и КЕМ, за еднакви можности, така е, зајакнато партнерство меѓу општините и граѓаните за општа благосостојба, се разбира, тоа треба да води и кон нивна зголемена транспарентност и отчетност. Една од работите за кои што сме критикувани, тоа е недостаток на координација, на меѓуресорска соработка, на соработка меѓу државните институции на сите нивоа, така што тоа е просто еден општ принцип кој што трансверзално ќе го спроведуваме во различните односи. Обезбедување на правичен пристап до јавните услуги на локално ниво, посебен акцент ќе ставиме на руралните средини, поголема меѓуопштинска соработка за решавање на проблеми од заеднички интерес, зголемена достапност на јавните услуги за лицата со попреченост, на маргинализираните групи и со физички пристап до сите јавни објекти, а секако и со поголеми капацитети, со обука и тренинг на јавната администрација, која што треба да ги препознава нивните потреби и секако да ги решава. Во културата сакаме да ги зајакнеме надлежностите и севкупните капацитети и ресурси на институциите од културата и уметноста, ги имаме национални и локални, се појавуваат и приватни, новоосновани од граѓанските организации и тука клучна институција ни е управата за унапредување на културата на помалите заедници, така што тие би требало да креираат и спроведуваат проекти кои обезбедуваат култура за сите. Тоа ќе го постигнеме со обуки, со вклучување на соодветни содржини во годишните програми, соработка со граѓанските здруженија и секако со соодветни конкурси. Управата или Министерството би требало да има специјален годишен конкурс за потекнување на интеркултурализмот. Ќе инсистираме и оние локални самоуправи кои што имаат повици, градот Скопје или другите во нивните програми, исто така во сите дејности да внимаваат на интеркултурализмот. Млади, една од битните работи кои што беше констатирана, тоа е промовирањето на ненасилството, толеранцијата, за елиминирање на говорот на омраза и криминалот од омраза преку сите можни форуми, кампањи, правилници, но една од мерките значи дека и полицијата, односно службите во Министерство за внатрешни работи треба да бидат обучени да препознаваат и да се справуваат, се разбира, со ненасилни средства со говорот на омраза, намалување на етноцентризмот и секако тоа ќе значи и активности во однос на регулативата, ревидирање на усвоената национална стратегија за млади, а има барања и за нов закон за млади кој што ќе биде во согласност со ЕУ препораките и еднакви можности за ранливите категории, воспоставување на Академија на млади лидери, функционални младински центри, се разбира, освен другите дејности, посебен акцент од аспект на интеркултурализмот, да се елиминира сегрегацијата и дискриминацијата на младите. Во медиумите, секако главната грижа ни е реформиран
јавен радиодифузен сервис, кој што ќе го негува интеркултурализмот, ќе ги развива капацитетите на редакциите, со обуки, со нови вработувања, со создавање на содржини и кои што ќе го адресираат интеркултурализмот и ќе го канализираат исто говорот на омраза. Такви обуки, такви вештини очекуваме дека ќе развијат и приватните медиуми и секако, за да ги регулираме, ќе го дополниме етичкиот кодекс и ќе имаме јасни правила како треба да се функционира. Секако поттикнување на продукцијата на содржини за афирмација на етничките и културните идентитети и наставна програма, тоа е една кроссекторска мерка со образование за медиумска писменост, токму во делот на интеркултурни комуникации и во образовниот систем и во неформалното образование. Социјалната кохезија, значи битен ни е рамномерниот регионален развој и секако тој треба да биде инклузивен, значи да ги вклучува сите и одржлив. Токму преку овие два поими ќе го промовираме концептот едно општество, ќе го подобриме оделенијата за локален економски развој во општините. Една од мерките е професионализација на Комисијата за заштита од дискриминацијата. Видовме дека тоа во антикорупцијската комисија веќе функционира и во оваа комисија очекуваме да се подобри и секако она што го рековме, Комисијата за односи меѓу заедниците и Комисијата за еднакви можности. Надграбба на балансерот како алатка за правична и соодветна застапеност. Увидовме дека тој, иако постои, често е злоупотребуван или има ограничувања кои што го даваат токму спротивниот ефект да се намали правичната застапеност, не е со секојаш со свесна намера, и ни требаат афирмативни интервенции за сузбивање на недискриминацијата по сите основи. Ни требаат инфраструктурни проекти по населени места на маргинализираните етнички заедници, секако општиот развој е за сите, меѓутоа секогаш ќе се грижиме и за оние средини кои што се со ранливи заедници. Дури се размислува и измена и дополнување во Законот за јавни набавки и воведување на некој начин квоти или проценти кои што ќе се наменат за маргинализираните групи. Повторно, идејата за позитивна дискриминација со цел да се намалат разликите и да се подобри еднаквоста и правичноста. Ви благодарам. Ова е накратко главните, клучните работи во стратегијата, кои што секако се елаборирани во документот кој што вие наскоро ќе го добиете, а некој од вас, предпоставам, веќе го имаат. Со тоа ја отварам дискусијата. Имаме 2 микрофони во публиката. Доколку имате прашања, забелешки, веќе добро е. Нема потреба од кршење на мразот. Ви благодарам за тоа. Еве за господјата. Представете се кратко. Добар ден на сите. Јас сум Сладјана Стаменкова од Сдруженијето Екозвон. Учествував и во претходните настани што беше и испратив и наши забелешки, но сепак повторно ќе кажам, иако во образованието, дел од образованието, ученичките домови никаде ги нема. Значи, иако сето она што се планира да се направи, го има во средното образование, сепак учениците кои што доаѓаат од цела Македонија, например, тука да учат, или пак во ученичките домови во другите градови, 24 часа се таму. Значи, таму има воспитувачи, има активности, има секции. Се она што ќе биде во училиштата, што ќе се спроведува, би требало, по моје мислење, континуирано да се спроведува и во ученичките домови. Да се направи некоја, да кажам, програма, која што би била соодветна за тоа, и затоа секаде пишував како
дел, например, училишта, основни училишта, средни училишта, ученички домови, наставници, воспитувачи. За да не бидат тие едноставно одделени или маргинализирани и да не стојат никаде, пошто и тога што го кажав, и го испратив по мейл и како препорака, и сега ви го кажувам, може би вие, кога ќе го работите, ќе знаете како треба и на кој начин тоа да го направите. Ви благодарам на сите. Ви благодарам многу за интервенцијата. Се разбира, само да кажам, нивото на воопштеност во која што ја пишуваме стратегијата е просто прашање на еден вид на техника. Битно е да не ги губиме индивидуалните активности или проекти, или подпроекти, подпрограми, тогаш кога ќе одиме во елаборирана и многу детална имплементација. Петар, дали нешто би додал? Па може. Иако стратегијата е компрехензивна, мултисекторска, многу има, споени се 7 теми, сектори, нема интенција да ги покрие сите пори од општеството и од животот. Чи во одреден период сакаме да иницираме, енергизираме одредени процеси и во одредени точки да дадеме поголема енергија, да понудиме содржини, но и да организираме нешто. Во образованието најголема концентрација е дадено на 3 точки, на комуникацијата, на учење на јазици и на интеркултурна размена. Но средношколската младина и студентската младина повеќе би сакале да не даваме ние на младите листа со културно-забавно активности и ние да ми ги организираме, ко младите да најдат начин да им дадеме енергија и простор, сами да ни понудат што сакаат, а ние ќе ги поддржиме. Тоа беше секторот за млади, требаше тоа или ќе го прави, но сепак да се споиме некаде, да не биде само дека еве сега ова сите ќе го правиме, но домовите се интересни локации. Нашиот фокус беше на детските центри, каде што би работеле со талентирани ученици, интеркултурно би се запознавале, би ги двоеле децата од тие етноцентрични средини, повеќе би им давале можности и на истражувачко поле, но на интеркултурно. Но ученичките домови и студентските домови се одлично локации каде што младите ќе треба малку и енергија да дадат и идеја собствена, ние ќе им помогнеме, така што за тоа не се децитно тука наведени, но имаме во предвид и тоа. Благодарам. Следен. Може? Да, ајде. Да. Сретен Коцевски, Сдружение Ира за Отетово. Добро би било ако може стратегијата да ги зема во предвид и оние предлози кои што претходно беа веќе развиени за измена на закон за локална самоуправа, затоа што веќе имаме конкретни предлози, анализи кои што се 10 години наназад анализирани, работени и така натаму. Така да членот 47 и 55 многу може да овозможи на сите ние кои што живееме како малцинства во општините да се смени ситуацијата и ние да може да бидеме вклучени во процес на донесување на одлуки. Тоа е едниот момент, а вториот момент е за, ако може, во рамките на стратегијата да се предвиди, да се прецизираат казнени одредби во Законот за локална самоуправа, доколку има некои недостатоци или градоначалниците не си ја вршат својата работа, да знаеме дека може, дека се одговорни, дека може да ги казнеме. Тие се две клучни работи на кои што сакам да апелирам, значи телата и комитетот да размисли и евентуално понатаму да ги стави на разгледување. Благодарам. Okay. Што ја идам од граѓански сектор и вакви ситуации ми разбереш, користиме за да го кажем. Значи, ја мислам дека државата и преку казнената политика ги одредува приоритетите. Ја знам дека ова влада има и врши на ревју на казнената политика, но таа треба малци да се преусмери. И на ова што вика Сретен, туку него и на казнените одредби што одредуваат говор на омраза, дискриминација, да тие бидат појаки од други казнени политики кои се беа тривијални и беа алатка на државата да ги опресира граѓаните. И тоа е сериозна алатка. Не може вие исто да бидете казнети ако украдете чевапи и ако повикувате со говор на омраза. И државата, мислам дека со тоа ќе прати добра порака и до нашите стратешки партнери, дека ова кај нас е стварно стратешка цел. Втора работа е тоа што вие велите за центри за локален развој. Ја мислам дека и центрите за меѓуетнички односи ми сме имале таква активност, кои биле ориентирани превентивно, а не да се бават со последици од меѓуетнички тензии, туку превентивно да бидат екипирани и буџетирани, да можат во
мешовитите локални средини да активираат проекти кои ќе го подпомогнат интеркултурализмот. И третата по мене значајна е за која малце се зборува, а мислам за која може да најдеме сериозна партнерска помош како техничка, така и финансиска, е односот со диаспората. Ние сме држава која има над 40% граѓани надвор од државата, а овој интеркултурализам нема да биде успешен ако се спроведува само во рамките на државата. Ние сме работели на теми кои означуваат зголемен национализам, радикализација, баш која ни иде од диаспората, затоа што тие таму се вклучуваат во поголеми системи кои немаат врска со нашиот наратив тука, но при интеракцијата со условно речено матичната држава веќе имаме проблеми и од таа сфера и сериозно го нагризуваат тенденцијата за интеркултурна комуникација. Мислам дека и Министерство има за диаспора, мислам дека они може да развиват во соработка со нас и идеи кои би подпомогнале да овој дух на интеркултурализам успееме да го пренесеме и кај нашата диаспора која е сериозно голема. Имаме министер за диаспора, стратегијата е донесена, но сите стратешки други документи ќе бидат ревидирани и одново напишани, консултирани по донесувањето. Така што забелешката е одлична. А вие сакавте да? Добар ден, јас сум Наташа Амдију, Европска развојна агенција. Сакам да истакнам неколку работи. Прво, како што и министерката за правда рече, мислам дека образованието е клуч и со образованието е едно од приоритетите на кои што треба стратегијата да посвети посебно внимание, но воедно зборуваме и за вкоренети стереотипи и предрасуди во општеството со кои што треба да се избориме и треба да најдеме начин како тоа да го направиме. Говорот на омраза постои нели во општеството, ама за да нема говор на омраза треба да се бориме со стереотипите и предрасудите со запознавање. Мислам дека моменталното решение нели со изучување на македонски јазик во 4-то оделение и не е баш соодветно зашто зборуваме за 10 годишна возраст, деца кога веќе имаат другарчиња и слично, и ако немале можност предходно за интеракција и комуникација, после тоа потешко дека ќе можат и да комуницираат меѓу себе кога веќе имаме нели целосно разделени правни ентитети училишта. Малку е тешко за да зборуваме за интеракција помеѓу младите. Она што најверојатно, мислам, гледам дека во стратегијата сте ставиле изборен предмет, што е добро за учениците што учат на македонски јазик, и тоа е добро, но мислам дека тоа треба малце порано да се направи уште од прво оделение, а во предшколска возраст да има екстракурикула активности нели во самите градинки. Ова е многу логично заради тоа што во прво оделение децата учат два странски јазици. Ако сакаме да спремаме условно иселеници, да ги учиме германски, англиски, така, ама ние сакаме да живееме тука заедно. Треба да размислиме да се врати по старото решение, предходното решение и да биде и тој изборен јазик, еден од јазиците на заедниците да биде изборен, ама задолжителен, да мора да се изучува еден наспроти два странски јазици. Тоа може да придонесе кон социјалната кохезија и кон запознавање на децата од рана возраст и нивно здружување. Тоа, од друга страна, ќе обезбеди и да се намалат во иднина трошоците за имплементација на законот за јазиците, затоа што ние реално ќе треба да го обремениме да станеме како Европска комисија за да можеме да обезбедуваме превод на сите јазици, на сите документи. Ако гледаме кост ефективност нели на овој закон, со инвестиција во образованието ќе можеме да обезбедиме многу поголем импакт во иднина, отколку што би имале доколку се фокусираме само на Агенција за преведување и слично на све што го предвидува Законот за јазиците. Исто така, мислам дека во делот на локална самоуправа треба, бидејќи рековте дека стратегијата ќе биде за 3 години, што реално нели е прекратко време за да се види импакт, мислам дека треба активностите да бидат многу конкретни, точно да се знае што треба да се направи и улогата на општините треба да се зајакне барем во делот на пребројување на учениците, колку треба да учат на кој јазик и колку ќе сакаат нели да учат на јазиците на заедниците, доколку остане концептот да не е задолжителен, туку да биде изборен еден од јазиците на заедниците.
А од друга страна, ги спомнавте и лицата со хендикеп, спомнавте за физички пристап, а мислам дека ако зборуваме нели за лицата со хендикеп, треба да водиме сметка и за останатите видови на хендикеп, лицата со сензорна попреченост, така наречени easy reading верзии кои што се во насока нели на олеснување на пристапот за лица со интелектуална попреченост, а додека имам еден коментар за култура, во областа култура, некако секој пат кога ќе ги видиме програмите што се финансира, ми изгледаат дека се многу еднолични, униформирани и се насочени само кон една етничка заедница. Мислам дека можете со еден критериум, односно неколку поени плюс во програмите и оние што промовираат нели култура на една етничка заедница, да ставите барем да поканат гости од друга етничка заедница и тоа да носи дополнителен поен на конкурс, ем ќе ја збогати програмата, ем нели ќе можат другите луѓе да видат што имаат и другите култури да презентираат. Од мене толку, сега за сега благодарам. Имавте одлични забелешки во однос на образованието, навистина тешки прашања, интересни прашања. Можеме политички да го тераме процесот, но можеме и различно да го тераме. Ние сакаме различно да го тераме. Дур стигнеме до 4-то деление, ние сакаме да направиме уште 10 други работи. За да стигнеме до 4-то, далеко се согласувам. Но наставници со интеркултурни компетенции, за кои имаме веќе структури, луѓе и експерти и невладен сектор кои веќе со години тоа го работат. Недела на интеркултурализам, запознавање со културата на другиот, учење на 10 реченици од друг јазик, работа со размена. Еве замислите во градот на Алберт да им ги замениме професорите на 2 заедници или 3 заедници, да овие што предават на еден јазик, да ги однесеме една недела на друго место и да направиме еден трокруг, триаголник. Едно такво искуство. Да им покажеме дека може различно, може поинаку, може по-комуникативно. Чи сакаме да отвориме процеси на комуникација. Различни сектори имаме, различни кластери. Во 2-3 меѓу кои образованието е тешко, значи треба да враќаме процеси на назад. Отидени се во негативен правец, во погрешен правец, на места каде што шират непотребни негативни вредности. Има уште два други сектори, некои сектори поопшто ги третираат работите, но образованието мора многу да направиме. Тоа да го направиме со паметно, како што велат од Брисел нов збор, ние паметно да го работиме и подготовки многу мора да направиме. И мора да се оди не со наредби, со казни, сега вие ова ќе правите, туку да создадеме потребата или да докажеме дека можеме заедно. И тоа е суштината на ова. Инаку благодарам на забелешките. Не, ова е за јазикот. Мислам дека е комплексна работа и ние многу во минатото сме се концентрирани на законските решенија. Ние сите ќе се подсетиме дека во школа сме имале биологија, хемија, физика. Значи не се учи јазикот само од часовите во школа. Туку се креира атмосфера која луѓето ќе ги натера, ќе ги мотивира да научат јазик. Јас сум научил турски во Сокак. Ни во школа, ни нигде. Значи, кај нас се развивала погрешна антагонистичка политика дека јазикот е нешто што мора да го научиш согласно закон. Не се учи. Вие може да добиете првични информации за јазикот, но не да го говорите. Нам ни треба јазик за комуникација. Нема сите граѓани писмено да комуницираат еден со друг. Туку треба да најдат начин и потреба тоа да го спроведат. Така да било која законско решение, ако не е поддржано со други активности, па дури со кампањи, да некои ретроградни процеси кои не измачиле годиниве се отклонат, сето тоа само со законски решенија нема да биде успешно. Добар ден. Јас сум Александар Писарев од Форум Центар за стратегиски истражување и документација. Се слушаме, да. Разборам доста гласно, така да не е потребен. Правивме истражување за културните потреби и навики на граѓаните во Скопскиот плански регион, значи сите скопски општини. Меѓу другите, едно од прашањата беше дали ги посетувате културните манифестации на друга етничка заедница. Резултатите беа доста лоши, да не кажам поразителни. Меѓутоа, да не биде да е све така црно, оно што е интересно, тоа е да во средини, односно во општините, каде што успела да ги сочуват и да ги стават во каква таква функција некогашните домови на култура, состојбата е сосема другачија. Значи, тамо постои некаква
комуникација. Меѓутоа, оно што е загрижувачко и што треба многу да се работи, тоа е што тие домови на култура се уште оптеретени со теркот од претходниот систем, што значи носат голема нота на идеолошко оптеретување, односно локалните самоуправи би требале да се ангажираат, тоа ви го спомнате тука дека ќе биде како дел од програмата, да на некој начин ја осмислат новата содржина на све оно што ќе се случува како настан во тие средини. Бидејќи од оно што можеме да го видиме во текот на истражување, во главном во локалните самоуправи, они лутат со концептот што со тие домови да се направи и како да се осмисли нивниот живот. Позитивен пример, сега можам и да кажам, е да речеме општината Ѓорче Петров, каде што без оглед што они немат посебно, они имат некое тело таму за култура, како се вика, тоа не знам. Меѓутоа, на тие луѓе ќе им треба обука за да можат да го осмислат концепт кој што ќе се вклопи во стратегијата која што ние сакаме да направиме. Односно да се клопат нивниот концепт да се вклопи во овој концепт. Затоа што локалните самоуправи, а тоа ќе мора и на повисоко ниво да се реши, голем дел на тие домови, барем за Скопски плански регион зборам, веројатно е таква ситуација во цела Македонија, се претворени во разни гранапчиња, магацини и така натаму, значи во дисфункција се. И тоа е искористено во претходните 10 години да манифестации кои што треба да бидат вклопени во овој концепт кој што сега го заговараме, се претворени во разни црквено-народни собири под крстот и така натаму, каде уствари е засилуван концепт кој што е спротивен од ова што ние сакаме сега да го правиме. Толку за сега од мене. Иначе целото истражување мислим дека може да се види на наша веб страна и доставено е до град Скопје. Благодарам. Благодарам. Повелете. Благодарам. Би се надоврзала на претходната соговорничка која кажа многу убави зборови, значи фини идеи. Дренуша од Идри, Дренуша граждани од Идри, невладена организација. Неколку пати сум била значи присутна во вашите настани, ќе се надоврзам со претходната соговорничка со тоа што стварно идејата за изучување на другиот на нашите сограѓани другиот јазик е многу битна во овие времења, но во моје време кога тоа беше, да кажам, никако неадекватна тема, недопирлива тема, ние бевме многу повеќе социализирани меѓу себе. Сега во ова време кога тоа најмногу се дискутира, најмногу е значи процес на еден веќе развој на дискусија, ние некако се оддалечуваме. Да кажам пример, ќе го земам средното образование Зевљуш Марку, како дел, значи, кој се изолираше од една куќа во која беа соблевирани две, значи, средни образования, Никола Карев и Зевљуш Марку, кои ние тогаш во тоа време го делевме баш во братски услови, на братски взаемни разговори, дискусии, сето наше, значи, средно образование. Сега ние некако се изолираме уште повеќе. Некако како времињата како доаѓаат, ние уште повеќе во нашите општини си правиме национални, нели, изоличување или да кажем национални собири, да кажем на некој начин, и со тоа нашите деца и албанци и македонци не им овозможуваме, зборам и за другите етнички заедници, не им овозможуваме заедничко присуство, значи за тие 4 години изгубени меѓу себе, да најдат начин да се видат меѓу себе како тие се развиваат. Другото мое, значи, забележие би било и во полето на културата, каде што нашиот театар на албански јазик, значи веќе со години е изолиран во тоа време, а неколку години поред се реконструира и никако да се реконструира, не само како реконструкција, бидејќи со тие можности, со тие финансии, тој би требал да најде начин да се изгради во некое поле каде што би бил достапен за сите заедници, а не изолиран во тоа каде што е, вие сите сами знаете, кој е толку непристапно и за македонците, и за другите етнички заедници, и во неубави услови, значи ставен за да може да биде дел од сите етнички соединци. Така да јас мислам дека ние збориме тука за неколку теми кои се доста така
символично наоѓаме начин да кажам дека се развиваат во мултикултурни населја, но мислам дека тоа сепак е многу далеко од тоа што ние сакаме да го развиеме. Значи, почетните наши станици се толку далеко од овој концепт, така да ние многу треба да почнеме од самите министерства да развиваме нешто што е многу попрофитабилно и поадекватно. Секој развиен процес кој дава можност, нели, за собири, за соединување, ќе го настане овој проблем на ваквото прашање. Мислам дека во денешно време мултикултурализмот уште да се развие како тема, како дискусија е толку, мислам, абсурд, бидејќи ние имаме, нели, што каже и Алберт Муслију, имаме толку наши сограѓани надвор во Европа кои ова воопшто не го ни дискутираат. Значи тоа е сепак начин на избор и на представување. Фала. Само краток коментар, ви благодарам. Значи, не случајно оваа стратегија е во рамките на кабинетот на председателот на владата, за да ја даде силен мотор, а секако интеркултурализмот, еднаш штом ќе усвоиме оваа стратегија, треба да ни биде многу поголема обврска, со која што ќе ги надминеме нашите инерции, нашите досегашни практики, особено во функционирањето на културата и низ културните институции, така што вашите апели очекуваме дека ќе завршат со конечно со промена. Благодарам. Микрофон кој има? Благодарам. Јас сум Марија Николова и, ајде да кажам, сум по две капи овде. Јас сум вработена во Министерството за образование и наука, во управата за образование на помалите етнички заедници, но веќе 2-3 години делувам и во невладиниот сектор и навистина сум многу заинтересирана за оваа стратегија. Најнапред да честитам, значи, за целата работа што е досега направена, и особено за храброста да се отворат и некои поделикатни, прашања во нашето општество, што особено ме радува. Би се надоврзала на искажувањето на претходната значи, говорителка во однос на Зефлюш Марко и само ќе кажам дека се сеќавам кога мојот брат кој што учеше во Никола Карев на забавите што ги правеше во нашиот дом, доаѓа негови другари албанци, албанки и со кои што и ден денес се во контакт, соработуваат и работат заедно. За жал, изгубивме доста години, децени и отидовме во други насоки, но ако се има вистинска желба од сите страни, верувам дека можеме да се вратиме на подобриот на пат и кој што ќе не води кон една подобра кохезија во општеството. Овде имам едно поконкретно прашање, може би, велам, тоа е многу детално и понатамо ќе се разработува, но многу ме загрижува како припадник на една од најмалите етнички заедници признати во Уставот, Влашката заедница. Цело време овде се зборува за изборен предмет од 4-то деление, односно изборно изучување на јазиците на помалубројните етнички заедници во 4-то деление, а во постоечкиот наставен план изучувањето барем за припадниците или за тие што сакаат, нели, е од 3-то деление. И да ве подсетам, пред концепцијата за 9-годишно основно образование, тоа беше во 2-ро деление. Значи ли тоа дека помалите етнички заедници, од кои што мора да кажам, ромската и влашката, бидејќи сите други имаат настава на свој јазик. Значи, губат уште една година можност за нивните деца да го учат јазикот на заедницата. Ние, како Сдружение Интегранау, баравме дури тоа да се симне, бидејќи сметаме дека децата од овие две заедници особено, кои што и немаат матична држава да ги поддржи дополнително, како што за среќа имат некои други, значи, доаѓаат во училишта во кои што не си го наоѓаат својот јазик. Се надевам дека навистина ова што еве и заменикот министер го кажа, ќе се реализира, дека ќе се организира дополнителни активности за запознавање на другите и, ајде да речем, промовирање на различностите. Но знаете, на терен тоа многу време бара, многу тешко оди и од искуство ќе ви кажам, иако сум во образование
не знам, 28 години, од кои што веројатно 17 години министерство, предходно биро 5-6 години, и од искуство ви кажувам колку е тоа тешко да се воведе, дури и кога имаме отворен интерес од ученици, од деца, од родители, од причини што секојаш ќе се најде некој кој што од субјективни, не знам, сваќања, погледи и така натаму се ги блокира тие можности за овие две помали етнички заедници, особено зборувам за Влашката, бидејќи јас тоа го работам. Тоа што би сакала ова стратегија и понатаму нели акционите планови и други документи кои што веројатно ќе бидат придружни на оваа стратегија, да даде една флексибилност токму околу изучувањето на јазикот на заедницата. Од причини што не можеме, како што и рековте, да наложуваме и да очекуваме дека сите нели тоа така ќе го прифатат, да кажам, со желба. Од друга страна, точно е што и некои од говорителите кажа дека јазикот нема да го научат во училиште. Тоа ни е на крајот јасно. Англиски учат веќе генерации од прво оделение, значи од 2006 во 5-6 се уште го учат to be глаголот, после толку години, голем дел од тие ученици во градинка го учеле и не стана англичани, и ние се уште имаме еден куп млади кадри во институциите за образование, ќе кажам, администрација која што не знае англиски. А сите тие, голем дел од нив почнаа од прво оделение да го учат. Точно е, и не сметам дека влашкиот децата ќе го научат во потполност во училиште, но тоа ќе им даде една поголема сигурност, прво за искажување, бидејќи знаете кога ќе се најдат 3 деца или едно дете во една паралелка, не толку пријателска према другите, значи дури и не кажуваат дека се власи, а не да се пријават во 4-то дури оделение за да го изучуваат јазикот на својата заедница. Од тие причини се надевам дека ќе дозволите некоја флексибилност за средините каде што има поголема популација, дали влашка, дали ромска, да може тоа и да се симне. Значи како можност во изучување, како не знам, предмет или како во наставни активности каде што повеќе ќе се работи. Сензибилизација, ако сакате, како и да ја наречеме. Благодарам. Благодарам. Следен говорник, повелете. Ви благодарам. Јас сум Ѓунер Небио од Женска граѓанска иницијатива Антико, интеретничка мрежа на 20 организации кои 20 години работиме во промоцијата на културата на мирот и ненасилството преку општествено ангажирање на жените. Тоа што би сакала денес да и како учесничка во сите форуми кои ги одржувавме настани, би сакала само да додадам дека ние како Антико од нашето искуство, долгогодишно искуство во работа на овие прашања, доаѓаме до заклучок дека сепак проблемот треба да се повеќе да се институционализира. Што значи ги поддржувам сите тие кои говореа дека училиштата се многу битно бритен простор, отворен простор за интеракција. Имајќи во предвид дека во нашето општество моментално, во моменталните состојби, немаме во заедниците заеднички простор за интеракција меѓу младите. Сепак треба да признаеме дека имаме поделено општество по етнички линии. Јас живеам повеќе од 40 години во Скопје, меѓутоа сум тетовчанка и доста добро ги познавам. Ја познавам ситуацијата во Тетова, плюс 36 години активно сум работела во образованието. Во Тетово, например, имаш кафичи кои се посетени само од македонци, македонскиот дел и албанскиот дел, бидејќи во центарот живееме, тука е ние куќата и многу јасно ми е тоа. А јас македонскиот јазик ја познавам од 4 годишна возраст. Бидејќи сум имала интеракција, токму што кажа и Алберт, со моите другарчиња. Заедно живеевме. Меѓутоа, сега во Тетово многу малку јас можам да видам албанци дека деца албанци дека го зборуваат македонскиот јазик и обратно.
Така да мислам дека работевме пред неколку години со господинот Кнут Волајбек, кој беше од ОПСЕ представник, па како Антика организиравме неколку форуми во Добро, господјо, во заедниците. интерес на Само сакам да дебатава кажам да бидеме поконкретни, да не дигресираме премногу. Мислам дека јас се обидувам, ќе се обидам поконкретно да кажам. Значи, сепак вовед ставам дека во ова немаме интеракција во слободен простор, заеднички, сигурен простор за интеракција меѓу младите во заедницата. И затоа мислам дека изучувањето на јазикот треба да биде или алтернативни предмети или да бидат во училиштата, меѓутоа да бидат задолжителни, затоа што ние имаме факултативни, меѓутоа не се посетуваат. Ако е изборен, сите не го посетуваат. А тоа што сакав да кажам, дека јазикот е многу битен елемент за таа интеракција, било во училиште, било надвор од училиштето. Првите основни знаења би требало да се добијат во училиште и да се надминат тие стереотипи и предрасуди, затоа што и родителите и децата гледат еден од друг. Ако едниот не носи и другиот. Имавме ние тука во Скопје забавишта или градинки, меѓутоа не беа посетени. Добро, благодарам. Господјата сакаше предходно само една мала интервенција, да не ја сведеме стратегијата само на јазикот на другиот, тој мултијазичноста е битна димензија, и мултиетничноста и мултикултуралноста е битна димензија, меѓутоа ние одиме на интеркултуралност, сензибилизирање на сите за различноста. Различноста, другиот кој што може да биде од најразлична природа, а секако она што го поставивме во стратегијата, едно е културата на заедниците, друго се разните групни идентитети, кои што може да бидат врз разни други основи, ги спомна и премиерот, сексуалност, род, социјален статус и какви се други не постојат. Едноставно, да ги разлабавиме стегите на сопствените идентитети за искуство на другите и на другоста. Ете, толку само се кажа. Здраво на сите, Изета Бабачич од невладина организација на бошњачката жена Диван Хана. Во едно формално и неформално се бавам со образование и учителка сум конкретно во настава на босански јазик. Од поздрав да целата оваа работа учествував во кластерот образование да добиете една димензија поглед како заедница една гледа во Македонија на овој процес. Ги добивме бенефитите за редовна настава после 11 годишна борба, негирање, одбивање, игнорирање на жалост, а сега ги уживаме тие бенефиции и тоа е таа позитивна некоја слика која се случува, па затоа некако како да падна енергијата да кажеме нешто добро, зашто се случуваат процеси кои требаат време. За нашата заедница почна тоа време, иако носиме големи последици, затоа што поради неквалитетно организираниот образовен процес, имаме неинтерес на својата заедница, тоа не ни се случува на нас, туку и на сите. Целата организација на образовниот процес тргнува од високообразовните институции, тоа ми е пораката. Ако сакаме интеркултурност, високообразовните институции треба да формираат таков квалитетен наставен кадар, без разлика на кое ниво, прво, второ, трето, ниво за образование, затоа што тој кадар е центар, како на семејство, така и во училница каде што работи еден граѓанин со професија наставник. Што сакам да кажам, високообразовните институции мора да понудат програми и реформи за да може босански јазик во моето училиште каде што работам јас, да работи и македонец, и ром, и вла, со тоа што ќе добие стручност. Ние тоа го немаме. Например, во изборните предмети јазици за власите, ромите и бошњаците, како изборен предмет, понудата е разбрана дека може тамо да работат само припадници на таа заедница. Значи, ние интеркултурноста не сме ја разбрале добро и ја нудиме само на припадниците на таа заедница. Другите заедници не го прифаќаат тој предмет, затоа што ни самата реклама и менаџирање во прифаќање на тие часови не се работи така стручно.
прв чекор, ја мислам, високообразовните институции да ги променат програмите, да понудат за сите заедници на кои им е дадено право на образование на свој јазик, Македонија да возможува образование на кадри, затоа што ние ги немаме. Ние немаме капацитет и можност како заедница да формираме свој факултет за изучување на јазици, и тоа педагошкиот факултет би требало со голема одговорност да го започне, затоа што ние го работиме процесот, а немаме стручен кадар. Значи, обратно е започнат процесот и носиме големи последици, штетиме на целото општество, буквално на својата заедница, а потоа и на правата како граѓани. Во тој смисол беше мојата препорака дека високообразовните институции мораат со реформи на програмата да дадат шанса сите граѓани во Македонија, ако имаат интерес да предаваат и работат во професија наставник, да може да работат на сите јазици ако го совладаат, например. Не се работи конкретно за јазик, него и за усовршување на интеркултурни компетенции како задолжителен предмет на идните наставници, затоа што тоа за жал мора да се учи. Македонија не била подобро тло за формирање на човек со интеркултурни компетенции, но тоа е неформално. Ние сме научени, навикнати дека мораме нешто да правиме. За жал и интеркултурноста со наредба изгледа ќе мора, за да наставниците во своите училници градат таков иден граѓанин. Благодарам. Благодарам. Господјата зад вас, па после ќе се спуштиме надолу. Благодарам. Јас сум Поликсена Илиоска, дипломиран професор по деленска настава и педагог, работам како педагог во основно училиште и некој председател на невладина организација Анблок Скопје. Учествував на повеќе настани и во повеќе сектори за подготвување на оваа стратегија и ја поздравувам оваа идеја и мислам дека за прв пат се организираат вакви настани поврзани со дебати каде е вклучено максимално граѓанскиот сектор за подготвување на ваква стратегија од страна на владата. Во однос на секторот за образование, 25 години работам во образование и во теоретски практичен дел. И според моје мислење и се залагам за пристапност, спонтаност и мотивираност. Затоа сметам дека е во ред, како моје мислење и став го нагласувам ова, од прво до трето деление да се оди кон запознавање на традициите, обичаите, фолклорот, културите на сите националности во Република Македонија, преку различни форми, методи и активности, вклучување во веќе постоечките предмети со вклучување во содржини, она што беше претходно веќе кажано и во презентацијата, физичко работа со компјутери, ликовно, музичко и во другите предмети со одредени содржини и да се искористи максимално креативноста на самите наставници, кои се надевам дека со таа стратегија ќе бидат уште повеќе мотивирани, а тек потоа кога веќе ќе имаме запознавање со различностите, прифаќање на различностите, почитување на истите, тогаш ќе очекуваме и нашите да бидат почитувани и тек тогаш кога ќе бидат мотивирани учениците, спонтано, постапно, да се појави кај нив и личен интерес за запознавање на јазикот на другиот. Тек тогаш имаме спремна база, основа за изучување на јазикот, но не како јазик професионален, туку како јазик за меѓусебно основно разбирање, кој понатака ќе биде темел за негување на интеркултурните релации на личностите, на поединците во нашата држава. Инаку чисто информативно, во прво деление се учи само еден јазик странски, а секој изборен предмет со самото избирање станува задолжителен. За сега толку, благодарам на вниманието. Добро, господинот назад. Здраво живо, Ѓорги Димовски, граѓанска иницијатива 5 до 12, мрежа од повеќе здруженија, различни категории на хендикеп, односно сите категории на хендикеп на едно место, од сите етникуми, нели, вера, религија, јазик. Најголемото малцинство, ако може да кажам, едно дете лице на 10 ќе се соочи со некаква форма на хендикеп. Нашите не ни зборуваат, не ни разбираат некој, нели? Имаат ограничено разбирање и за јазикот. Додека да стигнеме до образованието, нас не се потребни други примарни сервиси и услуги. Здравството како може да не влезе во клучна мерка во национална стратегија? Едно прашање. Второ прашање, дали во интервенции, устав, закони согласно ратифицирани
документи, протоколи, Обединети нации, Европска унија. Дали се вклучени консултанти сепак? Имаат и комисија. Дали се земени во предвид препораките на Обединетите нации? Ние сме една од 193 земји членки. Обединетите нации не ни налага задолжително да ги имплементираме иницијативите сепак. Сепак имаат готови модели, методологии, мултисекторски пристапи. Локалната самоуправа е решена. Рехабилитација базирана на заедницата. Земји веќе ги спроведуваат, ги реализираат, ги превземаат. Едноставно ги преведуваат и ги реализираат. Докажени методологии. Па добро. Две-три прашања доволно се, значи, здравството, зашто не е влезено, очекуваме објаснување, затоа што додека да стигнеме ние до градинка, нашите деца и до образование, ни треба примарната рана, детекција, диагностика, превенција, интервенција, да ги спремиме за во училиште. Добро, ви благодарам. Значи, јас веќе неколку пати објаснав, духот на партиципативноста е не прашувајте зошто, туку дајте образложение зошто нешто треба да влезе. Така што ве молам, подгответе предлог и доставете ни го и секако ние ќе го вклучиме. Ви благодарам. Сега во интерес на тоа да не ни се распадне дебатата еден по еден да излегуваме, за 15 минути ќе ја завршиме, ве молам да останеме до крај и во таа смисла да земеме само уште 2 до 3 интервенции, доколку има некоја завршна дискусија и да ја завршиме првата дебата. Господјата чекаше одамна, повелете. Да, ти Зоран. Јас сум Мирјана Николовска Неделковска, Унија за култура на властите од Македонија. Здраво на сите. Најнапред една техничка интервенција. Синтагмата una community tuts, значи комуна, значи општина, а не општество. Значи една интервенција во таа смисла. Благодарам. Така, морам да кажам, господјата Марија Николова е овде и кажа дека 17 години е во Министерството за образование. Очекував од нејзе да каже проблемите за наставата на влашки јазик како советник во управата за унапредување на образованието, затоа што со законски влашката заедница има право на изучување на влашкиот јазик уште од 95-96 година. Ако тогаш стартувавме многу добро во 5 града, 4 или 5, сега се сведовме на 1 или 2. Зошто? И уште за каква флексибилност зборува господјата Марија Николова? Навистина не знам кога, а се придржувам на колегата за казнени одредби, не вака, морам ова јавно да го кажам. Духот на оваа дебата и форматот не е да влеземе сега во меѓусебна. Не, само сакам да ги кажам проблемите. И како уште ова, се извинувам, морам да кажам, како советник за влашки јазик, цела декада и фазла од декада, зошто дозволува нашите влавчиња... Не, тука ќе ја прекинам дискусијата, затоа што не треба да оди во таа димензија. Вашиот предлог секако доставете го... Доставено е се, да. Меѓутоа морам да го кажам јавно, зашто нашиве деца влавчиња одат на камп за изучување на романски јазик. Што таа како советник презема? Толку завршувам, ви благодарам. Вака, сепак во интерес нема потреба. Ви благодарам за разбирањето. Уште 2 дискусии и ќе завршиме. Повелете, господи, и на крај Зоран Димов ќе каже. Благодарам, јас сум доктор Вера Симовска од невладината организација ХИПА Македонија. Сакав само да се надоврзам на претходниот дискутант во врска со соработката на нашиот образован систем со европските програми. Тој напомна многу пошироко, меѓутоа јас конкретно ќе потенцирам дека треба малку повеќе да се фокусираме на таа соработка, особено на програмите Erasmus+, Младите во акција,
во кои може да се вклучат младите од средното образование, а може би и од основците, сега точно не ги знам деталите, но секако методологијата треба да се малку повеќе проучи и да се превземе, која што веќе потврдена и со години се реализира во поглед на неформалното образование, која е особено интересна и јас лично сум присуствувала на повеќе такви, значи, манифестации и средбини за Европа во рамки на неформалното образование. Тоа се многу интересни методи кои сигурно кај нас ќе бидат успешни во рамките на мултикултуризмот. Значи, толку имам за сега. Да се обврзат, значи, училиштата, образовниот систем, да соработува со Еразмус програмите на Европската комисија. Особено што овој момент работам и како експерт на Еразмус плюс спорт, значи тоа е навистина еден фантастична методологија која ќе даде огромни резултати кај нас, во тоа сум сигурна. Благодарам. Поведете господин Зоран Димов. Најнапред ви благодарам, господин Роберт, за нашиот одговор. Ромите на самиот старт на животот знаат 4 јазика. Ако ние сме најбогатите, затоа што пред све јас, кој сум се родил, одма мајка ме научи 3 јазика да зборувам. И српскиот, македонскиот, ромскиот. Затоа што мајка ми е Србија. Сега моите деца мајката им е хрватица. Значи сега знаат и хрватски. Ако зборуваме на некој начин, ромите во Западна Македонија знаат 4 јазика. Исто така. И во Источна Македонија. Ние сме најбогатите со изучување на јазиците. Но јазикот нас ни треба заради работа пред све, за да живееме. Но замислите, ние немаме ни една институција, културна институција. Немаме никакво школо, никакви учебници. Се прашуваме како ние ќе учиме на некој начин власите, босанците, србите, македонците, албанците, со која литература ќе ги учиме, кога ги немаме. Ова што го викате вие интеркултурализмот е огромно значење за секоја држава. Верувајте ми, ја во Обединетите нации кој идам на состаноци во Њујорк, во Брисел, во Страсбург, во Женева, кај што имаме и канцеларија, секој ќе фалам мојата држава, дека е мултикултурна. Но, кога доаѓам дома, се разочарувам, затоа што тоа го нема. Дискриминацијата кај ромите сегде постои, поготово сега, за време на изборите во цела Европа, тоа го гледаш се случува. Меѓутоа, дајте малку да не го викаме влашкиот, босанскиот, српскиот, албанскиот. Дајте малку да зборуваме за она што и Роберт го кажа, да направиме нов концепт, кој што каже и заменик министер, и мојот ратен другар Муслио, кој што работиме на секаде низ Европа. Но, верувајте ми, јас се дичам што сум ром и сакам да го посперирам тој за мојот народ. И тоа се моменти кои што овој дел овде сега можеме да го искористиме. Дајте малку пофлексибилно да гледаме, малку поотворено, со други некои си методи. Ви благодарам. Добро, благодарам. Со тоа ја исцрпуваме дебатата. Александар сакаше нешто да каже, еве нека биде тој последниот говорник. Александар Кажаловски, МЦМС. Со цела резерва да може кажам нешто што некој веќе го кажал и што малку падобранско летување од декември не сум вклучен у стратегијава, ама се надевам ќе бидам месецов со дебатите. Ама сакав да истакнам нешто што Роберт веќе го кажа, ама да не се сведе или разбере интеркултурализмот само на етничката компонента, уште помалку да се сведе само на образование и употребата на јазиците, дека е поширок концепт и ако се вика за сите, а не сите етнички заедници, треба да го разбереме во поширока смисла. И на тоа да се надоврзам со едно зборче што ми падна во очи во презентацијата, дека се вели дека примарната поделба во нашето општество е по етничка линија. Ама ја, колку што ги правам истражувањата на МЦМС или ги следам, веќе 10 години не е тоа доминантната поделба, туку е партиската. По партиска линија. Не политичка, по партиска. Значи, етничката е втора и тоа уште од 2007, 2008 или 2009 некаде и континуирано. Во таа смисла, мислам дека и тоа треба да се вклучи во стратегија, односно по таа линија да се работи исто, зашто го сметам за најголем проблем иако нели пак
примарно како интеркултурализам, примарно мислиме на етничката припадност, потоа на сите други лични карактеристики или припадности, ето Закона за дискриминација 19 или веќе 20 се основи, ама ако е ова најголемиот проблем, треба веројатно да размислиме и за тоа да се вклучи. Плюс, ако ја викаме национална стратегија, значи не е владена, не е на оваа влада, туку сакаме државна стратегија или национална да направиме, таа веројатно треба да ги вклучи у најмала рака сите битни партии од парламентот. Сега не знам ја тука дали има представници од ВМРО или од ДУ или од БЕС или од Алијанса, ама би сугерирал тоа задолжително да се размисли, да се вклучат уште во дебатива, а секако потоа во драфтирањето на финалната верзија. Благодарам. Ајде последно кратко. На денешнава дебата цело време се говори за образование, иако имаше компонента за медиуми. Јас сакам малку да обратам внимание на она што се вика интеркултурализам во медиумската сфера. Јавниот сервис е единствен во Европа со 7 јазици, кој што произведува програма на 7-те јазици. За жал, сите јазични редакции делуваат како засебни островчиња без многу интеракција меѓу нив. Дигитализацијата која што е веќе одамна применета во радиодифузијата во Македонија, нема никаква примена во јавниот сервис кој што по силата на законот генерално треба да биде тој кој што ќе носи на себе дури и оваа стратегија, за која што не гледам многу опипливи мерки внатре во неа, како тоа ќе се премости во јавниот сервис. Конкретно, јавниот сервис се уште емитува програма на едно аудио. Иако технички можности има да се вклучи второ, трето аудио. Ние гледаме утакмица на првиот и на вториот канал со два различни јазични коментатори. Наместо на едниот канал да одат да биде изборно и да можете да бирате аудио на кој јазик ќе слушате коментара, на вториот имате друга програма. Се случува на МТВ3, на Собранискиот канал, квечерина да начекате одличен филм, албански од Албанија продукција, на англиски титлуван, случајно затоа што филмот отишол на фестивал. Немам избор на друг титул. Сето ова е дел од некакви мерки акциски кои што треба да се направат пред се во македонската радиодифузија, која што е под надлежност на владата на Република Македонија, а потоа да оди веројатно некаква промена во јавниот сервис. Да не заборавиме, 7 јазици емитуваат. Се емитуваат на МТВ, а ние граѓаните не можеме да знаеме едните или другите, македонците се најмногу хендикепирани, бидејќи не можат да следат програмите на другите јазици заради непознавањето, но ниту пак државата се обидела на јавниот сервис да им понуди на сите граѓани се она што е продукција на сите етникуми. Добро. Ако образовната функција е една од неколкуте на медиумите да образува, да информира и да забавува, таа образовна функција на јавниот сервис ние ја немаме прво во оваа насока на интеркултурализмот. Благодарам. Ви благодарам. Значи, многу кратко, во однос на радиодифузниот сервис, јавниот радиодифузен сервис, има неколку мерки, во интерес на краткоста на презентацијата ги сублимиравме, но секако вие доставете предлози од овој тип. Ви благодарам. И забелешка кон излагањето на Кржаловски, значи, една од констатираните слабости е нефункционирањето на Комисијата за односи меѓу заедниците во Собранието и една од заложбите еве на Рубин Земон кој што замина, меѓутоа кој што стана пратеник, веднаш беше да се разгледа како и на кој начин тоа ќе се реактивира како тело, а секако и секторот за правна рамка исто така ја таргетираше на некој начин оваа комисија, така што верувам дека тоа ќе биде за почеток влезот на сите партии во земјава. Ви благодарам. Сега завршни зборови доколку имаат Петар и Алберт. Јас сум од самиот почеток вклучен во целиот процес и
Сите сектори или сите кластери мораше да си го најдат својот рашонал, што викам. Мораме причината за постојање или што таму, и за тоа одевме најпрвен со анализи, беа вклучени експерти во сите сектори, луѓе од институции, невладениот сектор, многу луѓе беа вклучени во. Мораше да има анализа, мораше да се знаат состојбите, за да се предложат мерки, активности, цели. Не сите сектори се слични, има многу разлики. Образование може би изгледа дека е најголем, но и сите други сектори има и анализа и што треба да се прави. Здравство не беше уште од почеток ставено, затоа што не беше интенција све да се покрие, како што кажа, во сите сектори све. Во однос на другите причини, мислам дека одреден дел од секторите имаат уште, но ајде да го погледнеме целиот овој процес од друга страна. За едно општество, една држава, да оди напред, мора да се развива. Не само да ги решава проблемите и да гаси пожари. Ние мора да поставиме шини некакви патеки на развој. Во што веруваме, да поставиме патеки на каде одиме, кои се нашите вредности, што не спојува. Предолго се бавевме со некакви затворени и самостојни некакви причини за нашиот развој како заедница, како јазик, како група. Ова е обид на една стратегија за интеграција која мора да си го пронајде, да ја пронајде причината и начинот како нешто да развиеме, каде да одиме. Ова е само почеток, ова е една прва фаза. Но ако ова се случува, ако ова доживее некаков развој, ако ги фатиме конците, се друго може да направиме. Но не само да гаснеме пожари. Предолго се бавевме со сами себе и со решавање на проблеми. Ајде да се обидеме да изградиме нешто што воопшто не е лесно. Стотици луѓе работеа на ова, стотици луѓе го вложија својот труд, своето слободно време, кога сите во петок одеа дома, една група на луѓе секоја недела седнуваше да размислуваме што понатаму, како понатаму, во кој сектор што да направиме. Некои сектори воопшто не се бавеа со етничките разлики или поделбите. Точно социјална кохезија од сосема друг ракурс се бавеше како ние да ги изневелираме или во тој развој да ги изедначиме разликите, како да дадеме во тој рамномерен регионален развој да направиме процеси каде што ќе ги спојуваат младите, заедниците, луѓето. Исто така медиумите се страшно комплицирани и таму отидено е во многу непознат правец. Сега мора да враќаме, за да можеме. Одличен беше муабетот како аудиото да се искористи и да слушаме се што сакаме. Верувајте дека ќе ни треба помош од сите. Со секоја добронамерна забелешка, со секој предлог, со се она што не врзуваше овие месеци, мислам дека имаме шанси нешто да изградиме. Благодарам. Само кратко, да дообјаснам тоа, ратни другови, значи по кафани сме дели у Германија, нема врска со војни, него ја би сакал да коментирам на вашиот предлог за запознавање на културите на другите заедници пред почеток на изучување на јазикот. Мислам дека е фантастична идеја. Мислам дека на ниеден родител кај нас не треба да му се укажува колку е потребно неговото дете да го учи англискиот јазик. Затоа што тоа е дел на сетапот и сите го прифаќаат тоа. Кај нас имаме резистенција на изучување на јазикот. И мислам дека со запознавање на другата култура, на традиција, на другите заедници, дури и малите деца ќе почнат да им опонираат на своите родители кои нема да сакаат тие да изучуваат јазик, затоа што во мозокот ни е наметнато дека да изучиш јазик на првиот комшија е ултра непатриотска работа. Тоа е чудна логика, но таа логика се развивала со децении, не само во независна, туку и претходно. Мислам дека ова е добар правец, затоа што ми имаме, јазикот е комуникацијска алатка. И секако дека ако зборувате двајцата во два различни јазика, може да се разберете. Не е тоа спорно, но треба добро да ги знаете јазиците. И ако тоа се усоврши, мислам дека многу полесно и родителите ќе прифаќаат. Само пример сакам да дам, Роберт, пошто го чувствувам тоа. Видите, во Македонија на една иницијатива да се изгради орел во Чаир, одговорот беше да се изгради крст. Значи, тоа се тотално неврзани работи. Орелот е етнички, па дури византиски знак, кој нема ништо во спротивност со крстот. Но бидејќи не се познаваат заедниците, влегуваат во така некои нелудничави активности, кои
подигаат тензија, ние сите не знаеме, а и зошто се тие тензии тука присутни. Добро. Ви благодарам уште еднаш на трпението и на придонесот. Давајте, како што реков, конкретни предлози. Следната дебата ја организираме во четврток, веќе во четврток во Битола. Говорници ќе бидат заменик министерот за локална самоуправа, пратеникот од Собранието го спомена Рубин Земон и Сашо Додовски, представникот на Младенски културен центар од Битола. Модерацијата ќе ја врши мојата заменичка во координативното тело, Татјана Илиевска Чачорова, така што доколку вие можете сте добре дојдени, самите говорници носат и различни акценти на оваа повеќе секторска стратегија, а секако пренесете информацијата и на вашите колеги од целиот регион кој што гравитира околу Битола. И следната дебата е веќе во понеделник во Кочани и таму сте добре дојдени. Ви благодарам уште еднаш.